Во последните неколку дена Македонија зборува само за фудбал. Доживеавме да се пласираме на едно европско првенство. Тоа го направи нашата млада репрезентација. Ја добив таа чест од име на екипата на Телеграф МК да ви го честитам успехот. Благодарам. Ова е голем успех не само за вас како фудбалери, туку успех и за целата држава и оправдано сите ве нарекува херои. Беше убаво да се биде на трибините на овој натпревар кој што го одигравте на 11 октомври. Како беше да се биде доле на терен во тие 90 минути против Шкотска, кога знаевте дека мора да победите? Чекавте и добар резултат од Исланд. Да, како што кажав, секој што кажувам на секој натпревар, кога почнавме да победуваме, кога почнавме да се зборува македонска јавност за нас, секој натпревар растеше притисокот. Со Шкотска мислам дека имавме голем притисок, али сакавме да не се види тоа на терен. Беше тешко пред да почне преворот, имавме многу емоција, трема, тоа е кој што е нормално. И кога влегавме на терен се заборави, изиграв уште еднаш за националниот дрес, изгинавме на терен. Чувството да се биде доле и баш вака да се игра стварно добар фудбал и да победиме, беше нешто неверојатно. Значи, тоа не може да се опише, тоа не се купува со пари. Да, брзо ги дававме головите, можевме да победиме и со поголема разлика, али таков е фудбалот, али мислам дека е здрававме цела македонска јавност, тоа беше најбитно. Ги исклучивме телефоните пред на преворот, да се фокусираме, бидејќи не е лесно да играш тука со Шкотска, да има некои моменти на преворот кога се мислиш што се случува таму. Еве така на полувреме отидовме со 2-0, али еден мој колега од клуба, Дамен Шишковски, ќе го кажам, ми дојде и ми кажа ми шепна 1-0. Бидејќи видов ја 42 минута се радува. Како имаше цело сите на 30. Да, и сега ја викам дали е 1-0 за Украина или не знам, али после не знам што се случи, ја врати, ја вика 1-0 за Исланд. И ништо, како само беше во второто полувреме, бидејќи имаше радост на 3 пати. Епа, сега да ќе ви кажам. Влегуваме во собликувална, никој не знае колку е резултатот. Јас знам, али ми беше тешко, како да кажам. Ме прашаа неколку играчи, тука зборувавме, сите мисле дека 0-0. Не ќе да кажам, да излеземе таму и еве 56-та кога дада гол, баш Барди или не знам кој дојде ми кажа, изгледа водат 1-0 или 2. Бидејќи 42-та се радува, никој не знае дека врати и сега пак. Вика води Украина 2-0. Еве викам играј 1-1. Како вика 1? Викам така, викам играј. После 75-та минута кога дава аплаузот, веќе искрено ќе ви кажам, баш на мене, ја веќе не мислам на мојата утакмица. Уште не ми беше верно. После 70-та минута некако се доби пешоток, како да се повлековте и како да сакате да ги зачувате тие два. Да, и да видиме само там што не интересира. Јас се заврти 5-6 пати на клуба да ми покажат колку е резултат. Баш селекторот боруваше да се фокусираме на играта, али тешко е, верувајте. Како беше да се биде капитен во едни такви моменти на овој натпревар? Пак, капитенската трака, да, има тежина. Чувството е убаво, како да кажам, али пак не е лесно да се биде капитен. Ќе остане запишано дека Николов бил капитен на таа генерација која што се пласирала на... Да, али како да кажам, да, тоа што кажете вие, али нашата тајна на успехот е, мислам, колективност. За мене 11 капитени, не треба ја да зборувам како капитен, бидејќи, како што видите сами, секој си ја знае својата работа. Сите да го даваме максимум на терен и така и на мене ми е полесно како капитен да ја водам репрезентацијата. Селекторот Милевски неколку пати потенцираше на тоа, а и сите селектори го зборуваат истото, дека кога се работи за репрезентација секогаш има 3, 4, максимум 5 дена за подготовки. Колку беше на вас потребно за да дојдете до на игра, бидејќи од трибините си има впечаток како да се работи за клуб, а не за репрезентација, бидејќи во поголемиот дел од средбата, барем оваа против Шкотска, секој знаеше кај треба да биде на терен. Да, па ние сме веќе со овој селектор 2 години. Баш пред 5 дена направивме точно 2 години. Како? Не знам, моје мислење со сериозност, со концентрација, значи
нема поголем мотив, поголема гордост да одиш и да ја представуваш својата држава. Тоа го свативме ние што е можно побрзо. Бидејќи имаме притисок и мислам дека треба да секој играч што ќе оди да се бори за национален дрес, треба да го даде максимумот, бидејќи мотив повеќе не постои. Еве, видете што се случи. 25.000 гледачи. Ти ја представуваш државата, как не можам да разберам и затоа зборувам дека ја свативме брзо работата и еве со текот на времето се што поминуваше ние игравме се подобро и подобро. Една Франција дома 2-0 и водевме 2-2 таму, не подценија моје мислење, али тоа е заслуга и на селекторот, бидејќи селекторот кога дојдовме првиот собир кажа менталитетот треба да се промени. Да не биде како порано, не знам како било сега, се зборува така дека се играше, ајде да не изгубиме. Сега го сменивме ние овој менталитет да победнички. Ние на секој такмица, ние со Франција не одиме да се браниме. Со секој такмица одиме горе пресинг и да се надигруваме. Зашто да не? Зашто и така беше и на сите на превари, еве Господа награди. Многу генерации се обидуваат да стигнат до тоа првенство во конкуренција на младинци. Кога тргнавте со пораз против Исланд, како го мислите тогаш? Мислите ли дека ќе се повтори повторно она што сега ќе ве кажам таа случка, со генерациите или имавте 45 минути прво полувреме, односно игравме многу добро, имавме шанси, али не знам како, дали не знам што се случи за 10 минути примавме 3 гола. После утакмицата имаше негативни коментари, например, татковци, мајковци, синови, знаете и вие. Так. Али тоа никој не обрна внимание. Ние после утакмицата одма отидовме на состанок и секој разговараше. Значи се собравме сите и сите зборувавме. Секој си даваше своје мислење. Што треба да поправиме сега, додека сме топли глави. Кој што има да си каже. Так. Кажавме секој што си имаше и кажавме дека ние имаме стварно голем квалитет и жално е да не направиме нешто, да забориме да направиме што побрзо и да се фокусираме на другите. Моје мислење дека подобро што дојде тој пораз. Може би ако тебавме со Исланд, ќе не фатеше еуфорија, ќе се мислевме дека кој знае кој сме. И а веќе докажавте дека сте. Да, ама тогаш викам првиот, тогаш не бевме искрено, имавме квалитет, али не го покажавме. Ако тебавме со Исланд, може би ќе изгубиме со Украина. Знаете, ќе малку ќе се качиме на ќе летаме во облаци и затоа мислам дека изгубивме 3-0 и се сконцентриравме на другата утакмица и после беше се полесно и полесно. Веќе покажавте дека може да и Македонија да се пласира на едно големо надпреварување. Останува еден период од 8 до 9 месеци за да се подготвите за тоа надпреварување, односно за европското првенство. Што треба да се направи во овој период и што може да се очекува од Македонија до европското првенство и сега таму? Кога се почне со игра. Исто еве на секој кој ќе има пауза во клубовите, ние ќе се собираме, еве веќе е закажана утакмица на 11 октомври, 11 ноември во Полска. Ќе одиме таму да присуствуваме атмосферата, ќе играме против нив, ќе играме многу пријателски утакмици и кога ќе има пауза за клубовите ќе се собираме. И од сега моје мислење треба да се фокусираме на европското, уште од овој момент да се подготуваме, бидејќи секој играч за тоа игра, за тоа живее, за тоа тренира, за вакви напревари како што беше овој. И миломе и мислам дека можам да ветаме на македонската јавност дека нема да ги разочараме, дека ќе дадеме максимум како што го правевме цело време. Моје мислење ако сме сконцентрирани и го дадеме максимумот, нема да имаме проблем. Зашто го игравме против една Франција, зашто и таму да не играме? Имавме тебе како што видовте во петиот шешир бевме во групата. Сите не мислеа дека сме аутсайдери и покажавме кои сме и што сме. Веќе се знаат 9 од можните 11 противници за жребката на 1 декември. Остануваат уште 2 баражи. 9 плюс Полска, 10 и баражите, да. Се знае дека се Италија, Англија, Германија, Полска, Чешка, Словачка, Шведска репрезентации кои што во сениорска конкуренција многу пати биле и се квалитет. Што се очекува сега и ете ако може да бираме која репрезентација би сакале да имаме во група за да играме против нив во групната фаза?
Па не е битно, ја мислам дека таму од 52 репрезентации 12 пласира, значи секоја екипа секоја репрезентација е квалитетна. Кој да се падне, мислам дека е исто за нас. Еве кој што зборовте Германија, Португалија, еве сениорскиот тим, еве и Франција беше така. Сениорскиот тим играше финале на Европско. Они вредат милиони, али ние испаднавме пред нив. Така ќе биде и со сите други. Ќе одиме, нема да се предаваме, ќе одиме ќе играме фудбал. Ќе дадеме максимумот и ќе одиме на победа, било кој да се падне. Иако е рано да зборуваме уште сега за сениорската репрезентација, може ли да очекуваме за неколку години да се повтори успех од оваа генерација и како сениори? Да, дај Боже, зашто да не е. Се може, зашто да не се случи и тоа. Јас се надевам, дај Боже, и не само 21 и ја 19 да има, бидејќи овој народ го заслужува тоа. Че стварно имаме љубители на фудбалот и жално е, еве, сега ние направивме голем чекор, жално е да немаме некој така да се гордееме со нешто. Како што беше со кошаркарите, еве сега со нас се гордеат, ги гледам сите радосни, срекни и баш ми е мило поради тоа, али ова е само еден почеток и како што кажа, да го сменят сите, да го сменеме овој менталитет македонски. Мислам дека тоа е да размислуваме позитивно и на секој напор да даваме се од себе и да одиме на победа. Мене ми останува да ви се заблагодарам за гостувањето. Благодарам се заблагодарам за ова интервју и секако да ви посакам овие резултати кои што беа направени во квалификациите да бидат уште подобри на првенството. Без разлика каков ќе биде резултатот таму, најважно е дека сте меѓу оние 12 селекции и секој бод ќе биде голем успех и секако ќе биде голема радост за Македонија. Со Господ напред и само здраве да не служи, ќе секој што треба. Благодарам уште. Благодарам јас.